Почитувани, Рашковски и Заев се однесуваат како државата да е нивна приватна сопственост. Со неа управуваат кршејќи ги законите и се водат само од лична корист и непотизам. Рашковски уште од доаѓање на позиција генерален секретар на владата покажа дека е лик во огледало на Зоран Заев. Рашковски го овласти својот кум, адвокатот Дејан Костик, во име на владата да разрешува и именува управни и надзорни одбори, да сее страв по институции и да се заканува. Рашковски го плаќа својот кум со пари на граѓаните да сее страв по институции. Овластувањето на Костик од страна на Рашковски е типичен пример за непотизам и само мал вовед во тоа што ја чека државата по целосната окупација на институциите од страна на СДС. Костик, овластен од Рашковски, противправно разрешувал управни и надзорни одбори и именувал нови со целосна партизација на државата. Рашковски, спроведувајќи ја политиката на Заев за јадење на живи луѓе, незаконски им се заканува на 600 луѓе со намера да ги избрка од работа и на нивно место да постави партиски послушници и така наречени невладини активисти. Рашковски и СДС удираат директно врз припадниците на помалите етнички заедници, како турската, бошњачката, српската и влашката. СДС има намера да навлезе во секоја пора на општеството и преку некомпетентни партиски кадри да ја управува државата и да ги заплашува граѓаните. Точно како што Заев најави од Валандово, каде рече дека кога ќе дојдат на власт, ќе избркаат се од чистачка до министар. Рашковски и СДС и должат објаснување на јавноста како и по која процедура Рашковски го избрал сопствениот кум за да ја застапува владата. Кој учествувал во изборот и колку го плаќа. Рашковски и Заев не смеат да бегаат од одговори. Парите со кои се разфрлат и моќта која моментално ја имаат се на граѓаните и од граѓаните. Граѓаните не сакаат нивните пари да бидат злоупотребувани за подкопување на правната држава и демократијата во Република Македонија. Рашковски и Заев треба да знаат дека за секое незаконско дело ќе сносат одговорност со враќањето на демократијата и правната држава во Република Македонија. Секој еден извршител или соизвршител треба да знае дека за секое едно незаконско дело ќе се одговара и за секи има соодветна кривична санкција. Граѓаните ќе го казнат СДС за ваквото насилие врз државата и институциите на престојните локални избори на 15 октомври. Благодарам.